Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алфа телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Постојат две клучни прашања кои прават Македонија кревка држава, односно држава надвор структурите на НАТО и надвор структурите на Европската унија. Прво, тоа е прашањето на македонците и албанците внатре во Република Македонија, и второто прашањето античко прашање или прашањето за името помеѓу Република Македонија и Република Грција. Во оваа емисија ќе треба да го анализираме прашањето дали македонските, грчките и српските служби свесно или несвесно го отворија тоа античко прашање или прашањето со името помеѓу Македонија и Грција, кое всушност во овој момент изгледа како нерешливо прашање, и тоа ја прави Македонија една поприлично небезбедна држава надвор од НАТО и надвор од Европската унија. Целата оваа емисија се потпира на две клучни стојалишта. Како прво, тоа не значи дека Република Македонија има право на својата античка историја. Напротив, Македонија, како и сите останати држави, всушност полагаат право да го истражуваат и го користат античкото наследство на Александар Македонски, дотолку повеќе што името на државата потекнува од името на Александар Македонски и со гордост ова држава го носи тоа име повеќе од 23 века. И како второ, ова емисија треба да послужи како објаснување на технологијата на функционирањето на тајните служби, кои избират одредени клучни емотивни прашања за одредена нација или одредена држава, кој што е Косово, Србија, или како што е прашањето за името на Република Македонија, врз база на тие клучни прашања емотивни, подоцна создават одредена политичка гарнитура, и таа политичка гарнитура врз база на тие емоции, на таа поддршка на медиумите, подоцна ја носат на власт. Сума сумарум, за да постат одредени основи, тајните служби да ги носат или да ги менуваат политичките гарнитури, треба да постојат нерешливи политички прашања, врз база на тие нерешливи политички прашања се прават одредени политички подлушки, врз база на тие политички подлушки треба да се засилува влијањето на тајните служби врз политичките процеси во една држава. Од 1989 година Красимир Каракачанов е соработник на бугарските тајни служби во однос на македонското прашање. Врз база на таа соработка со бугарските служби 1997 година тој станал председател на ВМРО БНД во Софија. Господине Каракачанов, да не го менувате своето име Дончо, да не се викате во иднина? Не. Вие се пофалихте дека сте Дончо, дека како Дончо сте биле соработник на бугарските служби по македонското прашање. Не сум се пофалил, тоа го казваат вашите колеги од една македонска телевизија. Да, меѓутоа вие тоа не го демантиравте колку што јас прочитав. Вие само го потврдивте. Тоа нема никакво значење. Прашањето им е дали бугарските служби имале еден добро разработен систем во однос на тоа македонско прашање, бидејќи ќе читаме сега кој све е бил соработник на бугарските служби по македонското прашање, тука станува збор за една доста поприлично јака Шиндлерова листа на соработници. Българските служби имаха многу добра развита структура по отношение на всички балкански држави. Апсолутно всички. Вклучително и Македонија. Вклучително Југославија, тогава немаше Македонија. Држава Македонија до 1991 година нема. Добро, вие бевте за Југославија или бевте за Македонија соработник на бугарските служби? Конкретно за Македонија. И добро, од која година сте соработник на бугарските служби за Македонија? Од 89-та. Значи, уште од студентските денови без малку вие значи сте соработник. Да. Значи, в Българија българските служби имаха направление за всички југославски држави вътре. Југославија като држава и за всяка отделна држава с Југославија. И всички тези служби, които бяха по Югославия, след това работеха с западните служби, с американските служби по време на цялата война в Югославия. Сака да каже дека и вие, кои сте били во дел на бугарските служби задолжен, условно речено за Македонија, во време на таа војна 91-95 година сте работеле со западните служби? Вие много добре помните, че в Македонија също имаше проблеми. В начало проблема беше дали Трета армия ще се изтегли от Македонија мирно и спокойно, или ще има ексцесии като в Словения и в Хърватско. Очакваше се в Косово да започнат същите процеси. Добро, кое беше 2000 година в Македонија имаше проблеми с албанците. И добро, која беше вашата улога во Македонија? Имавте контакти со македонски политичари? Имавте контакти со македонските служби? На кое ниво Красимир Каракачанов, кој агент на бугарските служби, ги имало сварува на своите контакти со Македонија? Кое ниво и на какво ниво? За тези работи не се говори. Но едно нещо мога да кажа, аз съм го казвал и друг път. След 90-та година политиката на българската държава, следователно и на българските служби за сигурност, българското разузнаване, бяха насочени към това в Македония, като съседна държава на България, да има спокойствие, да има мир, да няма война.
Ве носат ли бугарските служби на чело на партијата ВМРО-БНД? Веќе тоа се анализите кои се прават тука во Софија. Дека Каракачанов е донесен со помош на бугарските служби на чело на ВМРО-БНД во Софија. Аз ставам председател на ВМРО-БНД 97 година. По-добро, вие сте биле соработник од 89 година. 97 година, когато вече бях станал депутат. Во текот на 1991 година бугарските служби први јавуваат и први ги испраќаат тие информации до Скопје дека се подготвува средба помеѓу Милошевиќ и Мицотакис за можна поделба на Република Македонија. Луѓето кои учествувале или кои договарале тие средби велат дека тоа всушност било на инсистирање на Милошевиќ, дека Грците на некој начин се повлекувале од тие. Па не би рекол дека се повлекувале. Дека посебно војниот врв на Грција не сакал да учествува во тоа бидејќи имал една силна контрола од страна на американските и НАТО структурите таму, а дека политичарите во Грција на некој начин ја прифакиле таа идеја. Па не би рекол затоа што тие се свесни за влијанието на американците на Балканот и посебно со Грција. Тука пресече Соединетите американски држави. Тие пресекоа, престанете со тоа да се дигне рампата. Вие знаете дека Македонија доживеа целосна блокада. Сака да кажете дека и 91-92 година овие планови се и на маса. И 93 година и 94 година. Значи Албанија да добие дел од Западна Македонија, Бугарија да добие Струмичкиот дел, да, со Струмица, да. А Мицотакис и Милошевиќ да делат остатокот на Македонија. Така. Србија да дојде до Велес. Значи до Велес. До Велес. Да тука да е на некој начин таа граница. Да се пред таа граница. И тоа е во оптек се до 95 година. Јако предавам... До подпишување на времената спогодба? До подпишувањето на времената спогодба. На Америка. По присок на Америка, престанете да се прекине таа блокада и економска и политичка, дури војна, дури знаете, патролира војни авиони грчки на територијата. Дури професоре, навлегува. Сега да не влагаме во некои филмови на шпекулации. И то сепак атентатот на Глигоров е направен еден месец после подпишување на таа времена спогодба. Кога некој де факто сакаше дестабилизација на Македонија. Си има своја цел. Си има, значи, следствен редослед на потезите. Редослед на потезите и тоа не е случајно. Во тие две средби кои во Софија Букуреш ги имат Никола Клюсев, тогаш ко премиер на Република Македонија, и Блаже Ристевски ко вице-премиер на Република Македонија, со бугарскиот председател Желјо Желев и бугарскиот премиер Димитар Попов и со тогашниот премиер на Република Романија Петар Роман, на некој начин еминирана таа најавена конференција помеѓу Милошевиќ и Мицотакис за поделба на Македонија. Јас барав Глигоров да иде на тој состанок во Софија и во Букуреш. Тој ме убедуваше мене да јас одам. Аз за това го поканих, той беше разтревожен. И со мене дојде и Блаже Ристевски. Го зедовме авиончето и право во Софија. Разговаравме таму со бугарското раководство. И тогава аз казах на нашия министър-председател, в никакъв случай тая конференция не бива да се свиква. Като прецених предложението му, реших, че това е разумно. И от тука ние со истото авионче отидовме во Букурешт. România a susținut întotdeauna statalitatea creată prin Republica Macedonia. Кој исто така не увери дека и тие нема да прифатат таков состанок и таква идеја. A fost o întâlnire foarte scurtă. И на таков начин мислам дека ние ја парализиравме таа акција на Милошевиќ и Мицотакис. Интересна е таа приказна како Република Македонија, македонскиот парламент, условно речено бегајќи од бугарското лавче како знаме на Република Македонија, се одлучува знамето да биде со тој символ од Кутлеш. Стојанандов тогаш беше председател на парламентот на Република Македонија и еве е неговата приказна. Стојанандов, зашто таа 91-92 година, кога судира темелите на таа независна или современа македонска држава, е одбрано знамето со тој знак од Вергина или од Кутлиш? Многу е интересно тоа. Ние немавме решение, немавме избор. Дојде она позната Лисабонска декларација, во која Европската Унија на својот самит, тој Европска заедница, во резолуцијата за земјите од поранешна Југославија, ги гарантираше границите на нашата држава, но и кажа дека ќе ја признае за независна, откако че во името нејзино ќе го нема зборот Македонија или придавка изведена од тој збор.
Тоа предизвика огромно незадоволство овде. Ние тоа не можевме да го прифатиме. Беа жестоки реакциите, настапи владина криза и Падна владата на Клюсев. Падна владата на Клюсев и ние заседаваме на комисијата да видиме дали нешто се померило, стално ги враќавме Уставна комисија. Уставната комисија ги враќавме секогаш да ги доработат уште некои варијанти од тие што ги исполнили услови, што се јавија во одредено време, пропишаното време. И на таа седница Тодор Петров беше член на Уставната комисија и пратеник. Не знам дали беше член, ама секој пратеник има да присуствува право, нели? И таму он го подели овој предлог. Тодор Петров. Тодор Петров. Сегашниот председател на Светскиот македонски конгрес. Не беше тоа во предлозите службеник и во групата на Тито Петковски. И жестоката атмосфера која беше како реакција на Лисабонска декларација, демонстрации овде имаше големи митинзи беа и тие графити што беа по Скопје пишувани Европска економска заедница со тие навредливи зборови. Таа атмосфера преовлада и едноставно ме принудија да го ставам на дневен ред, бидејќи сите ја само Тито и јас останавме сами да се борите против тоа. Не, него да го кажеме, не можеш да се бориш, мнозинство е тоа. Како ќе се бориш? Не можеш да го негираш мнозинството во комисијата. Убедливо мнозинство, сите, од сите партии. Од сите партии? Да, од сите партии. И едноставно го ставив на дневен ред за 2 минути, го усвоија, го предложија на собранието, никаков проблем. Така да мислам од атмосфера, тоа на 6 август е таа одлука до знамето, законот за знамето е донесен. 92 година. Во таа зоврина атмосфера во Македонија како реакција на она што не на фрустрација. Една фрустрација тешка. Лисабонската декларација. Против негацијата на македонската нација и на македонската држава. Значи на предлог на Тодор Петров е всушност тоа знаме со знакот од Кутлиш и од Вергина. Да. Свесни ли бевте дека може тоа да прави проблем тогаш? Како не бев свесен. Јас бев свесен. Интересна е таа биографија на Тодор Петров, 90-та година. Тој е човекот кој на 2 дена блокира македонско-грчката граница на граничниот премин Богородица. На првите парламентарни избори како независен пратеник Тодор Петров станува пратеник во собрањето на Република Македонија. 92 година Тодор Петров го дава предлогот за знаме на Република Македонија со знакот на Вергината, односно знакот на Кутлеш. Кон средината на 90-те години Тодор Петров станува председател на Светскиот македонски конгрес, избришувајќи го таа позиција господинот Џон Битов. Пред неколку години Тодор Петров е на некој начин тој алиби кандидат за председател на ВМРО ДПМН, за председател на државата и губи убедливо таа битка со Ѓорги Иванов. Денес Тодор Петров ги пише тие најгнасни писма против Лјупчо Ѓоргиевски и сите оние политичари во Република Македонија кои со својата политика или со својата идеологија се спротивставуваат на ВМРО ДПМН. Сума сумарум, Тодор Петров е човекот кој секогаш кога е потребно за потребите на ова влада ги заострува тие односи помеѓу Македонија и Грција. Секогаш ги слушате тие обвинувања кога доаѓаат на ваша адреса дека Тодор Петров некаде 20 години во соработка можеби со македонските служби прв има блокирана таа граница со Грција, односно ги има направено тогаш кога на Грција требаше алиби да го отвори тоа македонско прашање. Бидејќи ние сите забораваме дека првото ембарго е поставено 2 или 3 дена од страна на Тодор Петров и тие протести кои беа на грчката граница, а дури 2 или 3 години подоцна Грција возвраќа со слично ембарго нека 93 година и подоцна 94 година. По таа логика и упадот на Грција во Шенген зоната, во еврозоната е конспирација на тајните служби на некои големи сили во Западна Европа. Блокадата која што постојано се случува на грчката граница, по ваша логика би била режија на тајните служби заради некои нивни конспиративни цели на овие простори. Стојали тајните служби за Тодор Петров кој блокираше граница? Бевте студент по право, бевте многу млад човек, и тоа направивте одреден чекор која купните македонски државни институции не може тоа да го скажат.
и влијателен човек во државата Македонија. Подосна станавте пратеник, може би во соработка со службите може би се По таа логика за сите вас. пратеници се Не сите, бидејќи соработници на службите. Бидејќи ниту еден пратеник на 22 години не е блокирал границата со земја членка на Европската унија и на НАТО. Се разбира, тоа се шпекулации. Затоа ве прашувам. Нема никаква основа дали стоја службите за зад вас? соработка на било која странска служба за блокадите на македонско-грчката граница во 1990 година. Со своите силни опоришта во диаспората, македонските и југословенските тајни служби уште од текот на 70-те и 80-те години на минатиот век ги тестира во рамки на диаспората тие модели на зовривање на националните страсти. 20 или 30 години подоцна, тие модели беа применети и насадени на територијата на Република Македонија. Вие бевте еден од најблиските соработници на господин Драган Богдановски. Значи, високи функционери на македонските служби, на македонското министерство, кажува дека бил соработник на македонските служби. За Драган Богдановски? Да. Вака, Значи, сите тоа го кажуваат. Ние треба да знаеме што значи соработник сега. Бил на линија на службите, го чувале во Франција, го бранеле, го криеле од други тајни служби на Балканот да не го убијат, тоа го кажува и Павле Трајанов, тоа го кажува и Трпеновски, кој беше министер за внатрешни работи. Да го каже исто и еден албанец, не го знам името, во службите работа тогаш во државна безбедност, каже дека македонска нација се печатела во Скопје. Списанието македонска нација. Дека се печатела во структурите на ДБК во Скопје, така ако не се лаже. Тој албанец слушнал нешто разбрал, нешто не разбрал. Меѓутоа оставете го албанецот. Овде имате конкретни изјави на Павле сакам Трајанов, да кажам да конкретни на Трпеновски, кој беше министер за внатрешни. Значи, прво, ајде за македонска нација да завршиме. Не, за два броја од македонска нација се печатат во Македонија. Тие беа паралелни броеви од македонска нација. 25 и 26 број од македонска нација. Тие броеви јас ги имам предадено во архив на Република Македонија. Може да се видат и оригиналните броеви и тие два броја фалсификат кои што се печатени во Скопје. Значи се работи за два диви броја. Драган Богдановски. Од службите печатени. Од службите печатени. Паралелни броеви. Значи имаме 25 и 26 број на македонска нација. Двата броја се печатени по редовна линија, двата броја се печатени во Скопје, јас ги предадов во архив на Македонија и фалсификатот и оригиналните броеви. Сега, Драган Богдановски, после 11 години затвор, нормално дека он кога е пуштен од затвор, него го пратеше полиција. Јас одев кај него во станот, наводно тука, и целиот стан му беше озвучен. Добро го криеле поставно и му дале стано и му дале пари. Дека удба го штителе од други странски служби, тоа никој не го негира. Вие сакате да направите херој. Од кого да го штитат Драган Богдановски? Од која служба? Например, од бугарските служби. А зошто да го штитат бугарските служби? Сите шпекулации беа дека требало бугарските служби да го елиминираат во Западна Европа. Тоа е најголемата глупост која што е прошири удба на времето. Значи, ма зашто би проширила? Првата информација нас не беше пуштена надвор дека Драган Богдановски сам дошол во Југославија и се предал затоа што се плашил македонската емиграција ќе го убие. Како ве велите дека глупост? Значи ве велите дека после 11 години велите вие морал да се работи со службите, после велите тие служби ви пуштале информации. Значи тие служби перманентно со вас имале дај минати. Виде чека полет. Значи јас себе ајде доставиме се Драган Богдановски, што е една глупост голема Драган Богдановски да работи. Драган Богдановски морал да се јавува во полиција. Кога ќе се јавиле на телефон, мора да отиде во полиција да се јави кај нив. Тоа е точно. Јас себе доаѓам од Германија и наредниот ден доаѓа Удба кај мене дома и ми кажува дека треба да се јавиш во бараките, во Удба, во државна безбедност во Скопје. Си можел ли да кажеш дека нема да се јавиш таму? Ако им кажеш не одам, веднаш ти го земаат пасошот и не може да патуваш више. Например, Значи ти си морал да одиш кај нив. Друго е соработување. Друго да отидеш кај нив, ти си морал да одиш. Каракачанов вели, мојата прва средба во Скопје се сретнав со Драган Богдановски, веднаш после таа средба јас бев предаден на Удба. Го прашам кој бе предаден на Удба? Драган Богдановски. Ако го читаме еден од шефовите на македонското разузнавање, господин Богоевски, тој вели дека во првата експертска влада на Никола Клюсев 5 или 6 високи министри биле на платен список и соработници на КОС. Тоа се фрапантни одредени сознанија. Испаѓа дека КОС е многу повеќе присутен во ВМРО ДПМН како што биле бугарските служби. Значи, още тогава знаехме, че в ВМРО ДПМН има много хора, които са хора на сръбските служби, на бившата Удба, на КОС.
на бившите югославски служби като цяло. Това беше известно. И не само в ВМРО ДПМНЕ. Защото ако човек се върне в историята назад, някои от хората, примерно като Драган Богдановски, аз съм го казвал и друг път, когато аз за пръв път дойдох в Македония, 1988 година, човека, който ме прияви на УДБА, беше Драган Богдановски. Така че той още тогава за мен беше ясно за кого работи. Имате ли други такви некои искуства, да речеме, луѓе со кои сте соработувале во левите или десните партии во Македонија, тие тоа го кажувале на УДБА? Дали имало двојни играчи, бидејќи Имало, разбира се. И сега има. Може ли барам едно име, ајде не мога да за говорам АТА сме направиле 5 интервју, барам едно име да ми кажете колку да дадеме една пикантност на емисијата. Имена не се говорат, в крај на краищата в тези неща има конфиденцијалност. Има одредени тези кои се поставаат денес на маса дека југословенските служби, посебно во делот на диаспората, пред се мисли на Австралија, многу помалку на Канада, на Америка и на дел на Западна Европа, всушност ги користеле тие македонски имигрантски организации, првично тамо да ја тестират таа идеја за Александар Македонски, за антиквизацијата, која денес станува официјална, условно речена идеологија во рамки на Република Македонија. Вие сте човек кој ги познаа тие работи, дали тој вирус на античкото македонство е проширено во Австралија токму со помош на службите? Австралија на времето, значи пред 90 години, македонската емиграција во Австралија повеќе го протежираше сонцето, ние во Европа повеќе беме со лавот. Зошто? Ни едното, нити другото не е погрешно. Зошто така? Зошто, например, во Западна Европа е повеќе кон лавот, а во Австралија, например, повеќе кон сонцето? Имате ли некој објаснување? Па не знаме, да си бил ти тогаш новинар, че дојдеше че не прашаше тогаш. Ние сме биле задоени повеќе со лавот. Они беле, можеби, заради паралелно работеле против грчката пропаганда во Австралија и затоа македонците повеќе го прифатиле сонцето. Грчката пропаганда била посилна таму. Мислите дека од револт кон грчката пропаганда Ништо повеќе. Ништо повеќе. Значи, застануват на становиште за сонцето поради некој револт од грчката пропаганда? Не, затоа што грциве си ја представуваат Македонија преку сонцето нивно што го пропагирале тие во Австралија и нашиве си истражуваат и дошле до заклучок дека сонцето е оствари македонско. Имала ли УДБА толку големо влијание врз тие здруженија на македонците во Австралија, во Западна Европа, врз диаспората? Па на почетокот кажав со овие клубовите што ги правеа паралелно, една работа, значи тука имаше влијание преку тие клубови и второ, со секое доаѓање во Македонија, сите бевме принудени да одиме во УДБА, да не испитуваат. Јас сум кажал тоа, тамо сум кажал тоа, сум кажал виц за Тито, сум кажал за Јованка виц, сум кажал дека Солун треба да биде наш и сите не викнаа на разговор. И во тие разговори секој некој нешто кажал во тие разговори. Не сум снимал ја што да кажам или не знам што напишал на тамо. Вие многу или малку кажавте? Како? Вие многу или малку кажавте? Па ако сум седел еден сат, сум кажал повеќе сигурно, меѓутоа не сум кажал против интересите на Македонија. Не сум направил штета како Љупчо, пријателот твој што тебе ти кажал дека мане да се преиспита, не сум кажал дека сум бугарин, србин или грк, сум бил од секогаш македонец. Господине Мане, вие во ВМРО ДПМНЕ бевте до 2002 година? Јас бев од 75-та сум во движењето член. Иначе Љупчин би бил мене пријател. Не, сега ми го спомнуваш. А јас никош не сум имал членска книжка на ВМРО, ниту една друга партија. Добро, а вас, на пример, ништо не вие. Љупчо сте му биле подчинет до 2002 година. Не сум бил јас подчинет, сум работел паралелно со него за Македонија. Подчинет не сум бил. Може би он на почетокот бил подчинет кај мене. Гледам како сте работеле. Зависило од мене финансиски он. Гледам како сте работеле. Сте биле ко певачко друштво, кај ќе се стигнеле сте пееле. Кој? Па сите вие таму од диаспора, од основачи на ВМРО и така натаму. Мене зборуваш или за сите другите? генерално. Велите овој Драган Богдановски соработел со служби, јас сум дојал тука сум кажал по нешто. Полека. Значи, друго е соработка, друго е кога служба да те викне, мора да одиш. Ти бе утре те викне нашиве служби. Ќе кажеш не одам ли? Во тогашно време се губела глава, Васко. Во тогашно време ако ти чукнела УДБА на врата и ти каже дека дојди на разговор, ти мора да одиш. И ден денес ако ти чукне на врата, ти денес ќе одиш на разговор некој. 90-те години или пред 90-те години, во 75-та година, кога ќе ми се јавиле мене на телефон да се јавиш во бараките и не прашуваш зошто, мораш да одиш, затоа што мене 2 пати во тие години ми го има замано пасошот. И по 2-3 месеци не сум смел да ја напуштам Македонија тогаш. Те уценувале. Јас сум имал и семејство тука. Мене татко и мајка, мене Добри Величковски
Кога бев во Германија ми се закани една за една касета треба да се пушти тука на телевизија, ми се закани ако дозволиш касета да се пушти на телевизија, да знаеш дека имаш жена и деца во Македонија, ќе им се случи нешто. Тие работеа како мафија тогаш. Ние сме имале сраф од нив. Не си може ти да кажеш јас не доаѓам, знаеш, немам време, денес ќе дојдам после другиот месец или не доаѓам. Значи си морал да отидеш таму. Тоа не е соработка, него тие те уценувале, си морал да одиш кај нив таму. Моделите како се хранат тие национални страсти, подоцна од нив се прават одредени тешко решливи политички проблеми, се многу едноставни. За да може да бидат силни и влијателни, тајните служби те мора да продуцират или да создават одредени емотивни прашања и подоцна тие емотивни прашања да ги издигнат на рамниште на тешко решливи политички проблеми. Такви прашања може да бидат прашањето за името, прашањето за Косово, прашањето на Пиранскиот залив и така натаму. Во функција на таа своја политика, тајните служби ги користат своите врски, своите лостови во медиумите во одредена држава, дали тоа стана збор за Република Македонија или било која друга држава во светот. Со помош на таа медиумска логистика од тие тешки емотивни прашања, подоцна се прават тешки политички проблеми кои ги оптоварат односите помеѓу две држави, на пример Македонија и Грција во конкретниот случај. Врз основа на така зоврената политичка атмосфера се влие на политичката побарувачка на граѓаните, односно побарувачката на граѓаните за доаѓање на власт на одредена политичка опција. На крајот таа политичка опција за која се правеше целата оваа ситуација доаѓа на власт и таа политичка гарнитура мора да служи во интерес на тајните служби или да прави одредена кохезија и одредена комбинација со интересите на тие тајни служби. Винаги службите на Југославија и службите на Грција се работили многу близко, многу тясно. Интензивно, што се вели. Интензивно, точно така. Докато Българија имаше други интереси. Интересите на Грција като држава Вие со кого? Вие со албанските служби повеќе? Тогава немаше албански служби. Значи, Тогава Албанија беше расипана држава, немаше служби за сигурност. Меѓутоа бугарските служби... Само да довршам. Български служби работеха с германските, с американските, с френските. Предимно тези три служби бяха най-активните на Балканския полуостров. България работеше с западните служби за сигурност. Збориме периодот 91-95 година, кога се прави македонска држава. 90-та година до ден днешен. Гръцката политика беше насочена към това Македония да не съществува като независима държава. Това отговаряше на политиката на Белград. И не случайно сърбите не предизвикаха конфликт в Македония. Те смятаха, че са инфилтрирали всички служби, всички институции в Македония, всички партии, включително опозиционните тогава, МАК, ВМРО ДПМН и така нататък и другите. И по този начин могат да не си ангажират Южен фронт в Македония, за да могат да се справят с хърватите и с босанците. Но кога ќе може да се врата, тоа беше сушност тезата на србите. Да, ние се повлакаме којена, вито кога ќе посакаме, можеме да се вратиме таму. И до ден днешен, ако забележиме, каква е политиката на Гърция? Естествено, всяка държава провежда своята политика по таен начин, чрез своите служби. Политиката на Гърция каква е? Да не съществува македонска държава. Политиката на гръцките служби, които сигурен съм, че и до ден днешен работят много добре с сръбските си колеги, е тази. Македония да бъде до такава степен дестабилизирана, за да може Сърбия в даден момент да бъде спасителя на Македония. Добро, господин Каракчанов. И по един нормален начин, да го кажем, в кавички нормален начин, да се изпълни втората част от референдума за независимостта на Македония. Тоа некои колеги го пишат во Македонија. Некои колеги го пишат и това не е случайно. Пред 1,5 до 2 месеци кај што пишат дека треба да се реализира вториот дел на референдумското прашање. Да, ето това какво излиза. Най-големите патриоти в Македония излиза, че са сърбите, което е абсурдно, нали? Благоje Граховац е импозантна политичка или генералска фигура во рамките на Црна Гора. Бил генерал на поранешната ЈНА, подоцна бил генерал во војската на Србија и на Црна Гора. Бил политички и советник за национална безбедност на Мило Џукановиќ, на Филип Војановиќ и на Светозар Маровиќ. Со еден збор станува збор за човек кој како на шаховска табла ги има пред себе сите политички случувања на територијата на Балканот и може да даде на многу конкретна анализа на тоа како функционираат тајните служби во целиот овој регион. Некаде пред 2 века американците даде одредена теза или одредена флоскула која денес е многу актуелна. Тоа вели дека национализмот со тек на време ќе стане последно прибежиште на криминалците.
I to se случува на Балканот. Ta lekcija se na Balkanu posljednjih 20 godina neprekidno uči i to na sopstvenim leđima, na sopstvenom životu. И што е поголема манифестација на национализмот колку борба за своите територии. И преку борбата за своите територии се храни национализмот, а хранејќи го национализмот, ги храните профитите и печалбите на таа мафија што владее со властите во тие држави. Tačno. Da li ste primetili još jedan parametar, indikator vrlo jak, koji može sigurno poslužiti za izvođenje vrlo jakih zaključaka na državno-političkom nivou? Mi smo na Balkanu, evo, ratujemo, svađamo se, prepiremo se, mrzimo se. A da li ste primetili da niti jedna jedina služba, ni vojna, ni državna, niti se sukobila međusobno, služba protiv službe u novonastalim državama, niti su se sukobile službe kad se dešava u nekoj državi promjena vlasti, svrgavanje vlasti, mirno ili nemirno promjena vlasti. I dalje službe nisu jedna na drugu udarile. Dođe nova služba, ali ne udara na onu staru. Da li ste primijetili taj zaključak da na Balkanu još nikad nismo imali rat službi međusobno? To znači, oni su zajedno, s kim su zajedno? Sa mafijom. I sprega službi državnih i vojnih i mafije je jača opasnost na Balkan od nuklearnog faktora. To znači, generale, дека тие служби, кои биле една служба во поранешна Југославија, направија војна, па стана 6 служби. Тие 6 служби преку тие војни конфликти си ги засилија своите позиции во матичните држави сега, владеат со тие матични држави, во спрега со криминалот, носат одредени гарнитури или симнуваат од власт и се уште меѓу себе одлично соработуваат. I najveći problem što oni nove političke snage, oni ih regrutuju i u pogodnom momentu ih dovode na vlast, podržavaju ih, daju im jaku logističku podršku, posebno medijsku, da bi ih doveli na vlast. Jer danas je u zoni mafije velika količina informativnog prostora, medijskog prostora, je vlasništvo mafije, univerziteti, škole i oni regrutuju sada nove političke garniture i nove političke snage i dovode ih na vlast i zato mafije opstaju. Сакате да кажете дека граѓаните, условно речено, се борат за зачувување на териториите како тема која им е наметнува службите и мафијата, до тогаш службите се борат за завладување на територијата на медиумите, бидејќи преку контрола на медиумите и информациите ги носат или ги симнуваат одредени политички гарнитури од власт. Da, narod se oko prazne koske svađa, oni to dobro znaju, zabavljaju se u politici, a prave planove u biznisu i prave planove koja je sljedeća politička garnitura koga će dovesti. Koga će regrutovati, koga će dovesti i tako će oni preživjeti svaku promjenu vlasti. Sprega tajnih službi, svih, i vojnih i državnih službi i mafije na Balkanu izrazito jaka i traje veoma dugo. Izrazito. Švajcarski sat. Kao švajcarski sat. Славко Манговски, еден од лидерите на Македонската алијанса, кој лани пред изборите бараше од политичките елити во Република Македонија да става точка на тие преговори со Грција во врска со разликите околу името на Република Македонија. На крајот на криштата, почитувани гледачи, погледнете тој интервјуто со Славко Манговски и ќе сватите како завршува и на што се должи патриотизмот на одредена гарнитура на луѓе. Значи, основа на идентитетот е јазикот. Апсолутно. А вие разговарате за гени. Може би ние имаме генетика од Александар. Едно контро прашање, дали вие би прифатили да сте славомакедонец? Јас сметам дека кој би можел да бирам. Најголемите значења за развод нова нација имат Кирил и Методи. И дека значењето на Кирил и Методи им е многу поблиско од било кој воин, од било кој политичар, од било кој поп, од било која некоја културна личност, па макар и Петр Андреевски, па макар и Крста Петков Мисирков. За мене столбот околу кој треба се гради идентитетот на македонска нација се Кирил и Методи. Добро. Значи вие прифатили да сте славомакедонец и би прифатили Република Македонија да биде
Република Слава Македонија? Ја не би прифатил да биде Република Слава Македонија, јас сум се борил против тоа. Јас не би прифатил да бидам Слава Македонец, бидејќи за Слава Македонци моите избега од Грција. Но велам, кој би можел да бирам, клучните историски личности кои би се градила македонската нација се Кирил и Методи. Апсолутно. Меѓутоа, вие, мислам, не спомнавме тоа. Тоа треба да биде лично право на секој човек. Ако сака некој да биде Александар или од Марс или од Кирил и Методи, зошто треба тоа да го правиме проблем? Кажам, господине Манговски, дека со ова пропаганда која се прави во Република Македонија, денес мнозинското население смета дека има антички корени. Не знам дали е тоа исправно или неисправно, но ако ние сме развивале една нација 60 години, дека Кирил и Методи е наш, дека Гоце Делчев имал славјански корен, дека сите тие имале такви некои работи, доаѓа одредена рурална компонента од диаспората и не се наметна како официјална политика во рамки на Република Македонија. Тоа е апсолутно штетно. Ефектите од таа политика. Исто повеќе штетно е да тврдиме дека сме славјани. Ефектите од таа политика. А што сме ние? Македонци. Нема што Значи, сме. вие да ви кажам. Се извинувам. Уште еднаш повторувам на сите. Ама не, што се србите? Што србите? Тоа сами треба да се кажат. Значи, модерните нации потегнуваат од 19 век. Да, и што сме од 19 век, ако сме модерна нација? Антички македонци? Не, имаме. Кога сме се нарекли славјани? Идентитет, господине Манговски, е словенски. Значи ние разговараме на јазик словенски. Нашите обичаи се словенски. И јужноамериканци да зборуваат шпанци, па не се шпанци. Не, јужноамериканците се направени. Значи ако веќе одите по таа логика, а гледам дека многу сакате за историја и за географија да разговарате. Добро. А многу малку знаете. Ако сака дојдете по таа логика. Кој веќе сака дојдете по таа логика. Државите во Јужна Америка се направени од големите американски мултинационални компании. Добро. По таа логика. Се јавил некој американски капиталист и сака да развија некои плантажи на банани во одредена држава и таа држава нарекува Еквадор. Од друга држава сака да гради ананаси, таа држава нарекува Венецуела. Во трета држава сака да прави шекарна трска и таа држава нарекува Куба. Да таму е доминантен шпанскиот јазик, меѓутоа државите се таму направени со ленир и со шестар и со помош на американските мултинационални компании. Сакате да кажете дека ние сме направени од некои мултинационални компании, па така ни наметнале? Апсолутно не. Не, меѓутоа вие инсистирате бидејќи Мадегет. Не, јас велам да не прете карикатура од македонштината. Никој не прави Славко Манговски, од таа групација ваша диаспорска околу тоа сонце, соработувате со овие локални структури. Пријател близок со Павле Васкополос. А имате ли едно логичко прашање, пример, господин Манговски, како може големиот македонист Павле Васкополос да биде вработен во префектура на општина Лери? Да. Нели? Кога гледате како ја вратија грчката амбасадорка за едно спомнување дека Македонија може да е управо, одма цурих назад во Атина, а на големиот Павле Васкополос му дозвола да работи во грчка префектура. Уште нешто, вашиот кум Јоанидис беше ли висок офицер во ОКТА? Апсолутно не, преводач. Значи беше вработен во ОКТА преводач на клучни. Не беше вработен, беше по потреба. И за односи со јавноста. Како може таа грчка тоталитарна држава, господине Манговски, да ги толерира тие работи за големи македонисти? Значи вие ги браните грците. Па мене ми има загинато дедо од Грција. Ми има загинато тетка од Грција. Ми има загинато војко од Грција и не ви е срам да ми каже тука дека јас ги бранам грците. Ми кажувате дека врвни македонски. Ама така ли ќе развивате македонштина? Па крв и крв. Македонштината нема проблем. Па крв и крв. И што треба да ви одговориме? Дека вашата мајка е букарка и дека поради тоа ги развиете овие канцерогени македонски тези? Ова не е фир. Останете со нас по рекламите, последете финалето на нашата вечерашна емисија. Следува делот или парчето од интервјуто со господинот Каракачанов, во којто ја говори кои се можните соработници на бугарските служби меѓу македонските политичари. Кога толку многу ги сакаме, Бекутан, 30 години љубов
и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мело. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Повеќе од 20 години Красимир Каракачанов е соработник на бугарските тајни служби во однос на македонското прашање, знае многу работи, има многу информации, еве дел од интервјуто со него. На ниво на разузнавање, со кого сте соработувале во Македонија? Ако веќе имиња не кажувате, дали со луѓе во врвот на ВМРО ДПМН, бугарското разузнавање имало контакти? Това не мога да кажа дали имало. Това са неща, които, както знаете, не се говорят. Но мога да кажа нещо друго, че понеже в Македонија е модерно да се обвинява ВМРО ДПМН, че били бугараши, бугарофили и провеждали бугарска политика, мога да кажа, че много хора от СДСМ също добре работеха с българските служби. Казвам и леви, и десни. Такива. Значи, и ВМРО, и СДСМ. Хора и от едните, и от другите са контактували с български политици. Дали се денес власт во Република Македонија? Дел од тие луѓе. Дали тие луѓе се уште активни на политичката сцена? Бидејќи, сега да не се лажиме, Мултигруп, како една од компаниите зад која стоеше петата или шестата бугарска управа, имаше купено неколку инвестиции во Македонија. Така дали беше рудникот Бучин, дали беше Балканска банка, дали беше шекараната во Битол и така натаму. Треба да бидеме наивни за да не помислиме дека дел од тие инвестиции беа со одредени политички причини. Треба да бидеме наивни да не помислиме дека на раководни места во тие компании беа луѓе блиски на бугарските служби. Сега дали се били на български служби не знам, но хора од компанијата Мултигруп се още са активни в македонската политика. Градоначалници, високи функционери во државата и така натаму. Министер-председатели и така нататък. Еве неколку факти, почитувани гледачи, кои можеби говорат во прилог на таа теза дека македонските и југословенските тајни служби преку своите лостови во власта можеби влијале врз тој процес на антиквизација во Република Македонија 20 години пред тоа да се случи со Никола Груевски. Како прво еден од шефовите на македонските тајни служби учествува во формирање на компанијата Алмако или Александар Македонски компани. Како второ, денес се говори дека еден од шефовите или поранешните шефови на македонските тајни служби работи на 2 книги за Александар и за Филип Македонски. Како трето, јавна тајна дека од текот на таа 90-та, 91-та, 92 година од структурите на МВР во Република Македонија доаѓаат тие идеи дека всушност знамето со Вергина треба да биде официјално знаме на Република Македонија. Како четврто, се проценува дека структурите на тајните служби кои се блиски пријатели со Васил Топурковски имали извршено влијание врз него првично нека 96-97 година тој да го отвори тоа прашање на Александар и Филип Македонски. Мислам дека сосема доволно почитни гледачи за да може да сватите како од позадина на одреден начин со влечење на тие конци тајните служби ги креираат тие политички процеси во Република Македонија. Ако не постоеше тоа прашање на името, Македонија денес беше сосема нормална држава, членка на НАТО и членка на Европската унија. Оддавна шеше да членка и на НАТО и на Европската унија. И ако се вратиме 20 години наназад, на сите тие дебати како треба да изгледа знамето или грбот на Република Македонија, и бегајќи од лавот или звездата на Виргина. И бегајќи од лавчето кој е бугарски символ, нели така беше, и дека тоа ќе значи бугаризација на Република Македонија, македонските власти ми се чини со една директна сугестија на тајните служби всушност го одбират тој знак на Вергината. Од тога се отвара целото тоа прашање и Македонија е заложник всушност на таа врска помеѓу Белград и Атина токму околу тоа прашање. И точно това е целта на зањатието. На практика македонските служби за сигурност, които си бяха српските служби за сигурност, продължават да работят против интересите на хората и на народа в Македония. Защото това, което те провеждат като политика, конфликти с България, проблема с Гърция, всъщност какво се получава? Държи Македония вързана за Белград. Абсолютно изолирана, мизерна държава, вързана с Белград. Без известна иднина. Абсолютно. Без никаква идея за бъдещето на този народ. Останете со нас и по рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија.
Стариот добар Проколин од сега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите Проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со Проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дец, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Обеше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Ние се гледаме миниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.